2 месеци по локалните избори, неколкумина директори и раководители на ВМРО ДПМН се уште се на позициите назначени од нивната партија. Така, раководителот на Фондот за пензиско осигурување, директорите на градинката Астибо, градската библиотека, училиштето за деца со специјални потреби и уште неколку други институции. Сите тие се уште работат како промени во власта да немало. Кај нас ова се уште е надвор од праксата, по оттуга и прашањето кое засега многумина и од двете партии, а тоа е: се договорија ли СДСМ и ВМРО ДПМН во штип за крупно и тајно? Дали СДСМ му прави саботажа на ВМРО со намера внесување раздор и недоверба меѓу членството, или пак можеби СДСМ нема соодветни кадри за овие одговорни позиции? Дел од образовните институции се уште не се извршени кадровските промени, меѓутоа кажавме дека не брзаме со дел од решенијата. Кога ќе дојде поволен период, момент, ќе ги направиме и дополнително сите кадровски промени кои што се потребни и кои што ќе го заокружат мојот тим со кој што ќе работам во наредниот период. Но не брзаме. Сакаме да бидеме сигурни во нашите постапки кои што ги правиме. Од друга страна, не помалку конкретно е и прашањето до ВМРО ДПМН. Која е силата што нивните кадри се уште ги држи на споменатите позиции? Прашањето зошто се уште ја обавуваат истата функција ќе треба да се постави на друга страна, односно да даде одговор актуелната локална власт. Претпоставувам дека додека имаат мандат и додека имаат ингеренции да ги обавуваат своите функции, ќе го реализираат истото. Јас сум убеден дека сите носители на јавни функции, сите директори кои што се поставени во времето на ВМРО ДПМН, честно и одговорно, транспарентно ја обавуваат функцијата за која што се поставени, без разлика која е моментално локална власт. Како и овие изјави да се толкуваат помеѓу нив, има и нешто прескокнато. Например, директорот на специјалното училиште Искра не подлегнал на женска закана од СДСМ. На повикот да си замине, достоинствено одговорил дека оставка не дава, зашто работел честно и одговорно. Подоцна, не го исплашила ниту заканата од инспекција. Практично, ова е најсветлиот пример во досегашната принудно партиска кадровска ротација. Сите останати заминале со подвитка на опаш, можеби и со причина.